сакала да го поздравам с началника, защото на този начин имам чисти задоволство да му питам директно някакво прашање. Значи, тоа точен ќе биде дел од тие прашања и на точки на тема нешто понатаму ќе бидат, меѓутоа би сакала бидејќи началник смитам дека немам проблем да ми одговори на некои мои прашања. Би било българска зона што смитам дека е клучно, многу важно, односно тема водоснабдување. Затоа што сите ќе се сложиме, не би сакала да звучи научно или академски, дека водата е нешто најважно за функционирање на организмот и општо за силна што ни е потреба во денешниците. За жал, од она што го добивме како извештај од компетентна институција пред Центарот за јавно здравје, сите ние можеме да видиме дека имаме многу аномалии, недостатоци во тоа водоснабдување, односно загрозеност на здравствената исправност на водата, односно на здравјето на населението. Ке се задржам за прашања след. Би сакала да ве прашам, почитуването началниче, во финалните 9 години, затоа што тоа имавте во програмите, што преследувате во област на заштитата на акумулацијата Снежево, односно дали се заштитени зоните, прва, втора и трета санитарна зона по нормативи за заштита. Значи, она што е непоследна зона околу езерото и другите две пошироки, затоа што со незаштитата, во онаква состојба како што се сега што проучам и надлежните институции тоа го потврдуваат, крајно е загадена акумулацијата Снежево, односно загрозна. Ние знаеме дека дел од таа вода се вклучува во водоснабдувањето во Битола од месец јуни до месец октомври. Тоа е првото моје прашање. Второто прашање се однесува исто на делото водоснабдување, односно што се случува со колекторскиот систем кај Молика, односно дали го профункционира, како што знаеме не функционира, односно за жал имаме отпадни води кои што за жал она што е природно богатство во планината Пелистер загадува, затоа имаме загадени чешми, загадена вода во селските водоводи кои што се наоѓаат во планината Пелистер, загадени чешми кои што ги користат туристите и посетителите. Значи, многу луѓе за жал се возат во водот на Пелистер да пијат изворски води, меѓутоа тие изворски води, односно чешми се загадени, затоа што се површински води и се загадуваат за тие функционирање на тој колекторски систем. Тоа е, значи, во Бундесвуга држите да направите тој колекторски систем, што мислам од круцијално значење. Трето, мислам дека многу суштинско прашање е тоа што во самиот извештај кој видоа сите почитувани советници, 36 селски водоводни објекти, односно села, не се приклучени на градски водовод и се индивидуално се снабдуваат со собствени водоводи, кои што за сите овие за 9 години не се најдоа средства, кои што верувајте се минорни, да се обезбедат координаторни станици, да се врши редовно испитување на анализи, затоа што немаат да платат почтените анализи, односно она што е правено по програмата од Центарот за јавно здравје покажува дека тие се бактериолошки загадени. Значи, загадени од водите, зашто не се поставени координатори, зашто не е задолжено поедно од лице во тие 36 села да раководи со тие други координатори, поставени тие координатори. Например, ето како пример парадоксален ќе го земам на рампата во Бонсе, кој што за жал не функционира, значи трегуваме како рампа и трегуваме без рампа, стојат 5 луѓе кои што се задолжени за таа рампа. А ваму нема средства да има координатори, човек задолжен да попрати тој координатор, односно да имаме вода со резидуален продукт од 5 милиона. Значи, тоа се моите прашања, би сакала да ми дадете одговор. Благодарам.